Ристевски повеле. Благодарам, подпредседателе. Почитуван колега Минов, навистина ме изненадивте за она што го слушнав од вас, од оваа говорница. Очекував да зборувате за многу други работи, но не и за партиското финансирање и за партиската корупција. Се представивте како жртва, но јас морам, заради македонската јавност, заради македонскиот народ, да констатирам од тука, од оваа говорница, дека вие и уште 7 како вас жртви ја жртвувавте историјата, вековното име Република Македонија, Уставот на Република Македонија, и тоа македонскиот народ, вклучително еве и јас, никогаш нема да ви го простат. Околу тоа толку, со тој срам ќе си живеете и ќе се продолжите да си живеете до крајот на вашиот живот. Сакам да кажам дека оваа стратегија јас ќе ја поддржам, се сложувам со некои работи што ги кажавте, околу политичкото влијание, кое е недозволиво и навистина во преголеми мерки е навлезено во сите пори од општественото живење и е нотирано во оваа национална стратегија. Но ништо од оваа стратегија нема да биде конкретно и нема да донесе резултати доколку нема зголемување на надлежностите и конкретни рокови. Ништо од ова. Се ќе остане само демагогија и на хартија. А во пракса ќе продолжиме да гледаме партиски шерифи, партиски началници кои шверцуваат дрога, ќе продолжиме да гледаме вработување по партиски списоци, а тие партиски списоци треба да ги сузбија секретарот на владеачката партија на Социјалдемократскиот сојуз, кој истовремено е и борец против корупцијата, односно заменик премиер во владата, министер за корупција, и тој што ги прави партиските списоци за вработување, што го кажа и почитуваната председателка, треба да се бори против тие партиски вработувања, што секако е нонсенс. Ќе се сложите со тоа и вие, господине Минов. И уште една работа. Оваа неможност за до крај да се решаваат случаите, бидејќи немаат надлежности ваквите тела како Државната комисија за спречување со корупција, не прави да бидиме рај на земјата за белосветски криминалци и мафијаши. Еден Дончев, кој во Вреича носеше пари, 3 милиони денари од Австралија му легнале и бил казнет со 150 евра. Па нема криминалец на светов што не би посакал да се наполни со пари и да си плати 150 евра мандатна казна и никому ништо завршило. Затоа велам, ако сакаме навистина да се бориме со корупцијата, треба конкретни мерки, рокови и зголемување на надлежностите. Секој што си дробел да си добија. Ви благодарам.